Почитувана председателка на Комисията за финансиране и бюджет, почитувани колеги пратеници, почитуван заместник министър за финанси. Денес, или да бидам по-прецизен, вечер разговаряме за предлог бюджетот на Република Македонија за 2018 година. И на почетокот и аз би сакал да дадам мал допринос и да кажам неколку зборови во однос на крупните работи кои што се поготово во делот на расходната страна од буџетот. Се надевам дека во подостежната расправа ќе трае подолго и повеќе денови ќе влеземе поаналитички во самиот буџет, каде што ќе ги образложиме и сите детални поединости во самиот буџет. Најпрво би сакал да истакнам дека овој буџет, според мене, ги отсликува и економските и социјалните политики кои што ќе ги спроведува државата и се со цел се во насока за постигнување на стабилен економски раст и подобар живот за сите граѓани во Република Македонија. Ангажманот на владата на Република Македонија е со цел да се создава поголна деловна клима, развој на приватниот сектор, инвестиционите активности и напредување на системот на социјална заштита, со тоа што ќе се придонесе кон постигнување на крајните цели и приоритети, односно целта е да се добијат што е можно повисок стапки на раст на економијата, зголемување на продуктивното вработување, подигнување на животниот стандард на населението и интензивирање на интеграционите процеси за Европската унија и НАТО. По однос на овој предлог буџет, вкупните приходи, јас би го нарекол и консолидиран буџет или граѓански буџет за 2018 година, се планираат на ниво од 193 милиарди и 512 милиони денари, а расходите се планирани на ниво од 211 милиарди 745 милиони денари. Овака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,7% од бруто домашниот производ. Ова ниво на дефицит ја одразува определбата за постепена фискална консолидација, што е како резултат на строгата контрола и силната буџетска дисциплина при намалувањето на пред се непродуктивните расходи и истовремено обезбедување на значителен износ на капитални инвестиции и субвенции за поддршка на домашната економија, со што ќе се обезбедат големи подобрувања на сите економски перформанси. Во 2018 година економијата се очекува дополнително да заздрави од негативните влијанија на политичката неизвестност во земјата, кој што беше во текот на изминатата година, и се очекува понатамошно интензивирање на економскиот раст. Политичката стабилност и враќањето на довербата кај инвеститорите се очекува да придонесат кон раст на приватните инвестиции, се очекува да растат платите и вработеноста во приватниот сектор, бидејќи тој дел е поддржан од владата на Република Македонија. Придружени се овие очекувања и со ниската и стабилна инфлација на земјата и сето тоа се мисли и се планира да се зголеми приватната потрошувачка на сите граѓани во Република Македонија. Континуираниот солиден извоз од новите производствени капацитети кои што се планираат да бидат во Република Македонија, како и опоравувањето на традиционалните извозни сектори, исто така ќе донесат до зголемување на извозот на Република Македонија и поголемо искористување на индустријските капацитети. Бидејќи зборував и претходно во делот на приватната потрошувачка, целта е таа да биде значаен двигател на економскиот раст и се очекува во 2018 година таа да забележи раст од 2,8% на реална основа. Растот на приватната потрошувачка се поврзува со очекуваниот раст на вработеноста и платите во приватниот сектор. Тоа најмногу се должи на подигнувањето на минималната плата, растот на платите во здравството, образованието, како и големите мерки кои се предвидени во заекнување на социјалната заштита. Исто така се очекува тој реален раст на јавна потрошувачка да биде зголем од 2018 година.
Во однос на бруто инвестициите во 2018 година, тие се планираат и изнесуваат отприлика 3,6% на реална основа. Позитивниот придонес врз растот на инвестициите се очекува да имаат планираните инвестиции на јавниот сектор и поддршката на инвестицијската активност на домашните и иностранските предпријатија. Вракањето на политичката стабилност во земјата ќе има исто така и позитивно влијание врз очекувањето и довербата на економските субјекти, а ќе значи и позитивен сигнал за постојните и потенцијални странски инвеститори. Исто така, тука би го споменал, дека е наведено и во самиот буџет, дека стабилниот девизен курс на еврото, односно денарот, во однос на еврото, ќе се задржи и во 2018 година, се со цел одржување на ценовната стабилност, која што е крајна цел на монетарната политика. Во контекст на сето ова, би поминал во однос на буџетот и сакал да напоменам дека ова е прв буџет на реална основа на новата влада во Република Македонија, која што е предводена од премиерот Зоран Заев. И исто така, овој буџет ги отсликува вредностите и начинот на новиот тек на работењето на владата, кој што пред се и над се е транспарентен и со честен однос во интерес на сите граѓани во Република Македонија. Би сакал да наведам во почетокот дека со овој буџет во 2018 година се започнува финансиска и економска стабилизација на Република Македонија. Во овој буџет повеќе пари се насочува единствено само кон граѓаните и стопанството, се со цел унапредување на македонската економија, животот на сите граѓани и нивното здравје. Ке се создава услови за отварање на нови работни места и повисоки плати. Со една цел да се инвестира во темелите на општеството, а тоа е образованието, здравството и, што е најбитно од све, земјата да ја доближиме до Европската Унија и НАТО стандардите. Еден од клучните делови во самиот буџет, и како пример би сакал тука да го истакнам, е намалувањето на непродуктивните трошоци. Таков дел на намалување имавме и во делот кој го правевме ребалансот на буџетот, меѓутоа овде би сакал да истакнам дека се работи за намалување на непродуктивни трошоци по висина од прилика 615 милиони денари, што досега во оваа парламентарна пракса од повеќе од 25-6 години до сега не е видено. Разговараме за буџетот во 2018 година, кој што е креиран реално и неговите очекувања во овој период исто така ќе бидат на реална основа. Морам тука да ја похвалам владата на Република Македонија, бидејќи по подолг временски период, ако не и за прв пат, овој буџет пред да дојде во собранието беше дадено на разгледување и на јавноста, многу транспарентно, многу одговорно, каде што се разговараше за идните правци на делување на владата на Република Македонија во однос на економските параметри, каде што беа разговарани заедно со сите стопански субјекти во Република Македонија, синдикатите, стопанските комори и така натаму. Ако веќе треба да дадеме некоја дефиниција за овој буџет, ја би рекол дека би наведел 3 збора, и тоа се стабилност, што значи дека треба да се нормализира и да се стабилизира економијата, пред се од мегаломанско трошење на парите на граѓаните на Република Македонија, се со цел да се отварат нови економски перспективи во Република Македонија. Раст исто така е неизбежен збор, бидејќи со самиот раст се предвижува економијата, се со цел да се добијат и да се формираат нови поголеми капитални инвестиции, бидејќи се сметаме дека со самата конкурентност и на домашните и на странските компании, растот на извозот ќе расте, продуктивноста ќе расте, што значи дека се со цел поголеми плати, поголеми финансиски средства на сите граѓани во Република Македонија. И пред се, покрај транспарентност, тука би ја навел и правичноста, бидејќи преку фер пристап, транспарентно, педантно и одговорно однесување, јасно и гласно е наведено од владата на Република Македонија на кој начин ќе се работи, како ќе се врши распределба на парите на сите граѓани на Република Македонија во нареднава 2018 година.
Во однос на генералните придобивки кои што ќе ги добијат граѓаните во Република Македонија би навел неколку работи, и тоа инвестирање во темелите на нашето општество, а тоа се повисоки плати во образованието и здравството. Ке има покачување на платите за 5% за вработените во јавните здравствени установи од септември 2018 година, а вкупно за здравствена заштита планирани се 28,2 милиарди денари, односно 1,1 милиарда денари повеќе од минатата година. Од септември 2018 година планирано и покачување на платите во образованието, т.е. основното и средното образование, а исто така е планирано покачување и за граѓаните, односно за вработените кои што се вработени во градинките, исто така за 5%. Тука би сакал да ја наведам и поголемото покачување на платите, и тоа во одбраната, бидејќи во 2018 година со почеток на месец јануари е предвидено покачување на платата за 10% на сите припадници во армискиот состав, и војници и старешини. Ова се прави поготово за последната мерка, бидејќи сакаме, и за тоа има консензус во сите граѓани во Република Македонија, да ги исполниме стандардите на НАТО, да отвориме перспектива за земјата за побрза интеграција во НАТО и ЕУ, бидејќи е важен предуслов за забрзан раст, не само на економијата и инвестициите, меѓутоа со НАТО самата стабилност на државата е уште поголема и се мисли дека и се тврди, и јас тоа го поддржувам, дека што е можно повеќе компании на многу полесен начин може да инвестираат во нашата земја. Во 2018 година продолжува државната помош за исплата на минималната плата од 12.000 денари. Во 2018 година планирани се 6,6 милиарди денари повеќе пари за социјални трансфери кон сите граѓани во Република Македонија. Ке се обезбедат нови работни места во градинките, се со цел да се подобри грижата на нешто што е најсвето за нас, а тоа се децата. Ке има пари, и ова би сакал да го истакнам во овој дел, за законско порамнување на пензиите во Република Македонија, односно како што растат трошоците, т.е. потрошувачката кошница, така ќе растат и пензиите. Како што ќе растат и платите, ќе растат и пензиите. Исто така и за граѓаните од Република Македонија кои што живеат надвор од границите на Република Македонија, т.е. диаспората, се резервирани 10 милиони денари кои што ќе бидат за прв пат финансирани како дел од нивните проекти кои што би ги имале во наредниот период. За ромската заедница исто така, после подолг временски период, се одвоени исто така средства, се со цел за да имаме поголема инклузија на ромската заедница во нашата држава. Со планот за економскиот раст овозможуваме, како што реков и претходно, зголемување на конкурентноста, развој на домашните фирми и раст на извозот. Во 2018 година испланирана е силна финансиска поддршка за компаниите за отварање на нови работни места, и ветувањето на премиерот Зоран Заев е овде втемелено, односно 1,1 милиарда денари поддршка ќе имаат домашните предпријатија, а исто така и 917 милиони денари ќе се продолжи проектот кој што го кажавме дека е добар, а тоа е поддршка за странските компании. За следнава година исто така се планирани 100 милиони денари повеќе, односно вкупно 988 милиони денари средства за нови вработување преку активни политики за вработување. Планирани се инвестиции во трговско-индустријските развојни зони во висина од вкупно 431 милион денари. 100 милиони денари исто така имаме повеќе пари во овој буџет за развој, односно рамномерен регионален развој. Тука не би сакал и да ги исклучам, односно би сакал да ги споменам и земјоделците, бидејќи во 2018 година се обезбедени редовни и навремени субвенции за земјоделство за да се стимулира што е можно повеќе поквалитетно производство. И тоа за следната година се испланирани субвенции за земјоделството и рурален развој во висина од 8,4 милиарди денари. Или
6,6 милиарди денари директни субвенции кон сите земјоделци во Република Македонија, а другите пари се за регионален развој. Во оваа ставка би сакал да напоменам и сакам да ги известам земјоделците дека во иднина, односно во 2018 година, ќе имаат и зелена нафта, кој што во моментов се изработува и правилник, бидејќи секој производство инпутите на горивото како отежнувачки, како цена на, за да не се голема од цената на чинење, значи бидејќи импутот на гориво е различен на култура, поготово за повеќе годишните и едногодишните култури, значи јавно кажувам пред целата македонска јавност дека земјоделците ќе имаат олеснување во однос на добивањето на нафта, односно ќе имаат зелена нафта, односно поевтина нафта. Ке се придружам и ке ви споменам дека и премиерот го најави, бидејќи се во изготвување на измени во законот за во делот на земјоделието, значи до 1 милион денари, исто така земјоделците ќе бидат ослободени од плаќање на персонален данок, што мислам дека е од исклучително значење за оваа сфера, односно на овие луѓе кои што работат со многу тешка трудоинтензивна гранка во Република Македонија. Во однос на капиталните инвестиции предвидени се скоро 25 милиарди денари и во однос на ребалансот кој што го направивме, тоа е 1,25 милиарди денари повеќе, која ќе додадеме фактот дека отприлика нама за 3-4 години инвестициите во овој дел, односно капитални инвестиции, не пременуваат повеќе од 19 милиона, дај Боже оваа бројка да ја оствариме, тоа ќе биде за добробит на сите граѓани во Република Македонија. Ке се инвестира поготово во делот на гасификација и се предвидени 2,2 милиарди денари за реализација на процесот гасификација, што е за отприлика 310 милиони денари повеќе од претходната година. Ке се продолжи да се инвестира во патната инфраструктура и тука би сакал да напоменам дека за патна и железничка инфраструктура предвидени се 3,5 милиарди денари за целосна ревитализација на автопатот Демир Капија Смоквица, за реконструкцијата на железничката инфраструктура од Коридор 10, интензивирање на изградбата на железничката пруга од Коридор 7, до изградба на железничката пруга Битола-Кременица и изграда на патниот правец Градско Дреново. За комунална и енергетска инфраструктура предвидени се точно 5,8 милиарди денари, за образование и спорт предвидени се 2,4 милиарди денари, за здравство се предвидени скоро 2 милиарди денари, за правосудството се предвидени 544 милиони денари, за јавниот ред и безбедност предвидени се 917 милиони денари. Се на се, во однос на овој дел од буџетот, можам слободно да се изразам дека се стартува со рехабилитација на вкупно 750 километри во патна инфраструктура, и тоа ќе се прави дел од буџетот, дел се пари, како што рече претходниот говорник, мојот колега Панчо Минов, дел од Европската банка за обнова и развој, кои што се дел и грант, дел се и редовни кредитни линии. И јас тука, бидејќи ми завршува и времето, на крајот би сакал да направам еден мал сублимат во однос на овој буџет. Би сакал да дадам краток осврт само на капиталните инвестиции. И тие, почитувани граѓани на Република Македонија, ќе изнесуваат за 2018 година вкупно 24 милиарди денари. Или 3,5 милиарди денари за патна и железничка инфраструктура, комунална енергетска инфраструктура 5,9 милиарди денари, 405 милиони денари инвестиции во трговско-индустријските развојни зони, 2,4 милиарди денари во образование и спорт, одбрана 1 милиарда денари, 1,9 здравство, правосудство, јавен ред и безбедност, како што реков, се на се, ако споредиме со претходните години, 3,1 милиарда денари за економски развој, што значи дека тоа е зголемување за точно 46% во однос на претходниот буџет. Намалувањето на непродуктивните трошоци е вкупно 91% од сумата која што претходно се трошала. 1 милиарда денари се за потикнување за вработување и тоа е раст во буџетот за 5%, а клучни зголемувања би ги навел 900 милиони денари
за гасификацијата, што е зголемување за 592%, 585 милиони денари, уште отклика завршам, 585 милиони денари за привлекување на странски инвестиции, што е зголемување за 23%, 405 милиони денари за подобрување на инфраструктурата, 385 милиони денари за инвестициони вложувања, а исто така клучни, и со тоа ќе завршам, за поддршка на деловно обкружување и улеснување на бизнес средината се темелени, импутирани и лоцирани 40 милиони денари, 38 милиони денари за поддршка на мали и средни предпријатија, што е за зголемување од 102% и така натаму. Се на се, овој граѓански буџет еднакво се вренуваат и домашните и странските инвеститори, и во овој буџет целта е да се бориме за повисока плата на сите вработени, за подобар живот на сите граѓани во Република Македонија, за создавање на бизнис клима во Република Македонија. Транспарентноста е од врвен интензитет и се со цел народните пари да ги трошиме наменски и за вистинските потреби. Ви благодарам.